Големо невреме со поројни дождови до 100 литри на метар квадратен ја погоди Грција. Обилните врнежи го поплавија вториот крак на Халкидики. Поплави има и на патиштата Лариса, Кожани и Ситонија, а најкритично е на вториот крак во Торони, Порто Куфо и Тристиника. Грчките власти наредија итна евакуација на населението во погодените подрачја, а според податоците на Македонското министерство за надворешни работи, меѓу нив нема македонски државјани. Во конзулатот во Солун е примен повик од едно македонско семејство кое е на летување, но не се наоѓа во опасна ситуација. Од туристичката агенција Атлантис во Битола смируваат дека ситуацијата е под контрола и дека граѓаните кои моментално се наоѓаат на некои од овие туристички места се безбедни. Ние имаме туристи на вториот крак, во хотелски сместувања сместени, имаме и наш хотел, наш закуп што си е на вториот крак, таму немаше никакви проблеми, туристите се безбедни, сите исконтактирани, се е во ред. Денес веќе се нормализира ситуацијата. Од наша страна, во нашата агенција, никој не побара ни да се откаже аранжман, ниту имавме една фамилија синоќа што заминуваа денес за Сивири, се јавија луѓето чисто колку да се исконсултираат со нас, да видат дали имаме ние некои плюс информации, ама никакви забрани, никакви вонредни ситуации не постојат прогласени, така да се си тече во најдобар ред, летото продолжува. Од туристичката агенција велат дека граѓаните кои имаат уплатено аранжмани за наредниот период не треба да се плашат и да уживаат во својот одмор. Одморот си тече како што си е предвидено, како што си го имаат претходно предвидено, се е во најдобар ред и Грција си ги очекува туристите како што си е предвидено. За граѓаните кои моментално се наоѓаат во некој од поплавените туристички места, отворен е дежурен мобилен телефон во македонскиот конзулат, на кој можат да се обратат македонските државјани ако имаат потреба.